Неколку месеци откако се појавија првите информации во јавноста, Volkswagen групата и официјално се огласи ќе гради нова мултибренд фабрика. Потврдата за тоа стигна со само една реченица од надзорниот и управниот одбор, кои одлучија да се започнат конкретни преговори со преостанатите потенцијални локации. Ништо повеќе и ништо помалку не е кажано, така што се што досега слушнавме и понатамо останува во сферите на предпоставките. А тие започнаа кога светските медиуми ги најавија плановите на Volkswagen, во кои се поменуваа и регионов. Најмногу внимание на тоа посветија српските медиуми, кои веднаш ја прогласија својата земја за апсолутен фаворит. Се споменуваа дури и конкретни места каде ќе се изгради фабриката на германскиот гигант, во која треба да се произведуваат возила од повеќе марки. Во меѓувреме приказната еволуираше и ги опфати и Бугарија, Романија и Турција. Според неа, во фабриката со капацитет од 300.000 возила годишно ќе се инвестираат 1,4 милијарди евра и таа ќе вработува 5.000 луѓе. Со неа треба да се ослободат производствените ленти во трите најголеми фабрики во Германија за електричните возила. Но како од германската група немаше ниту збор за тоа, гласините се смирија се додека српски официјални извори од највисоко ниво повторно не ги актуализираа. Тие, тогаш образложувајќи ги конкретно своите адути, ја споменаа и Македонија како нивен конкурент во битката за новата инвестиција на германскиот производител. Само иницијативно се јави и Косово, нудејќи им се на германците како можна локација за новата фабрика. Прогнозите кои се на страна на други земји кандидати сепак се уште се во сферата на предпоставките.